на друга општествена тема која што нашето општество долго време, а засега и се уште е присутна и покрај пандемијата никако не се наоѓа решение за еден, можам да кажам, горчлив проблем кој што го имаат родителите на децата за упис во предшколска установа. Ние сме во една од градинките во центарот на градот. Со мене е Јорданка Николовска, која што е виш инспектор за детска грижа во Министерството за труд и социјална политика и на тема зошто толку долги листи на чекање за упис на децата во градинките и како да се реши овој проблем во продолжение. Добро утро, официјално и засега, може ли со бројки да кажеме колкави се тие листи на чекање, колку деца одат, колку деца чекаат и која општина предничи во најдолги листи на чекање? Јас прво бих започнала, значи со пандемијата на COVID се смени условите за упис во градинките, односно бројот на дечиња до 2 годишна возраст изнесува не повеќе од 15 деца, до 6 годишна од 2 до 6 не повеќе од 25 деца, исто така и услови кои родители може да ги носат во ова време на пандемија дечињата се оние родители на кои што двајцата се вработени или пак самохран родител. Значи во моментот на листа на чекање се 4000, околу 4000 деца. Вкупно се запишани 33.000 деца, а на дневна основа некој просек би земале дека се присутни околу 19.000 деца во 77 предучилишни установи во Републиката. Добра, која е општина која што да речеме најмногу предничи во долгите листи на чекање? Нашите секојдневни пресеци на состојбите во предучилишните установи предначат општините Аеродром, потоа може Битола, Ѓорче Петров, Карпош, Куманово и така натаму. Кажав горчлив проблем од причина што многу родители на вистина имаат потреба да ги запишат децата во државна градинка поради и финансиски причини, но од друга страна ни се родителите кои што ги ставаме на страна од здравствени причини долго време децата не им одат во градинка, но има и такви кои што си плаќаат месечно, може да кажеме слободно дека е 500 денари, да им се чува местото. Како да се реши овој проблем? Значи имаме предучилишни установи кои тој проблем веќе го имаат решено. Во самите договори за упишување на децата во предучилишната установа имаат ставено клаузула да доколку детето не посетува градинка повеќе од 2 месеци без оправдани причини, тоа значи здравствени или било кој, детето веќе нема да може, доколку веќе нема место, да посетува градинката, односно се испишува. Има предучилишни установи кои што ги чуваат местата со надомест од 500 денари, а има кои што па и воопшто без надомест ги чуваат местата. Значи, од тука би апелирала сепак да се направи некоја состојба каде што ќе има некој услов, бидејќи сепак тие деца се во домашни услови се чуваат, а некои навистина имаат потреба да ги запишат децата. Предучилишните установи може да превземат оваа пракса од нивните други колеги, да направат некој анекс кон договорите, а родителите исто така би апелирала да ако навистина немаат потреба да ги носат дечињата, односно ако имаат кој да им ги чува, да устапат место на другите кои што имаат навистина проблем за нивните деца да бидат згрижени. Ова е еден начин на кој што верувам дека и се заштитиле самите градинки за утреден, ако отпишат некое дете, родителите да реагираат и да преминат кон тужба кон градинката. Верувам дека има и такви случаи. Дали анексот кон договорот е нешто што самата градинка си одлучува? Токму така, значи градинката сама како посебен правен субјект си ги регулира внатрешните работи и работите со родителите. Во секоја установа има и комисија за прием на деца, така да и комисијата одлучува доколку некој дете не доаѓа 2 месеци, а веќе го имаат во договорот склучен со двете страни, родител и установа, да може да се примени таа одредба. А вашата инспекцијска служба на терен што вели дека има ли некои кои што ги држат местата и со години? Па не би знаела да ви кажам дали со години, бидејќи сега оваа состојба ни е нова на сите. Знаеме дека пред пандемијата градинките беа преполни со деца, броевите се надминуваа, што е и тоа е согласно закон, затоа што општините како нивни основачи може да донесат одлука за зголемен, односно намален број на деца. Но во овие пандемски услови навистина градинките ги почитуваат протоколите. И можам навистина да дадам комплимент за нивната работа, пожртвуваност и покрај тоа што имаме и заболени од делот на вработените, поред ко деца, сепак успеа
одлично да се справат со оваа пандемиска состојба. И веќе кога ја споминавте таа некоја нормална состојба која што ни стана сега веќе во општеството, каква е состојбата во моментот по градинките? Значи, во состојбата, според мене, и она секојдневно следење, значи и на неделно ниво пресек на состојбите е релативно добра. Во моментот имаме околу 100 вработени, тоа не значи даватели услуги, воспитувачи, негователи, тука доаѓа и друг технички административен персонал, кој што се во моментот, значи зборам за претходната недела пресекот, и околу 40 дечиња, но тоа не значи дека се заболуваат во градинка, нели сите циркулираме во домашни и други услови, така да со состојбата мислиме дека е задоволителна, бидејќи сите протоколи, а не се малку на број, уредно се запазуваат од градинките и навистину уште еднаш би им благодарила што уредно и ревносно се извршуваат работата. Се надевам дека и во иднина ќе се реши овој проблем со оглед на тоа што и голем дел од градоначалниците веќе најавуваат изградба во своите мандати на нови градинки, проширување на веќе постоечките капацитети, но сепак да го завршиме разговорот со тоа што најмногу би сакале да апелираме до родителите. Кој е вашиот апел? Па би апелирала на вистина, доколку имаат некој да им ги чува дечињата, бидејќи еве скоро можеби повеќе од септември, ако не ги носат до овој момент, има некој да ги чува, бар да бидат малку хумани, да влезат во положбата на тие што имаат потреба да си го запишат детето, да ги ослободат местата, доколку сакаат нормално, за да може да бидеме сите задоволни. Ви благодарам многу, госпоѓа Николовска. Не сме се виделе одамна, но се гледаме си за убави работи. Се надевам и така ќе продолжиме и понатаму. И она што го кажавте како можност, нека стигне и до директорите на градинките, дека можат и самите да се заштитат со анекс во постоечките договори. Така, ви благодарам на разговорот.